Значи, во рамките на досегашните истражувања, кои што ги врши нашата лабораторија за анализа на квалитет на воздух, Амбикон, тргнуваме со една активност у која треба да поставиме наши инструменти, значи инструменти кои што целосно се конструирани и склопени во Македонија со користење на референтни сензори од реномирани производители и кои што треба да овозможат поекономично и поефикасно мерење на квалитетот на воздухот. Значи со таа акција ние повеќе од година-две работиме на овие конструкции, значи да успееме да ги провериме, да ги поддржиме со соодветни софтверски решенија. Значи конечно сето тоа е при крај благодарение на помошта од индустријата која ги бараше овие, успеавме значи да склопиме инструменти кои што сега ќе ги почнеме да ги поставуваме во оние локални самоуправи, во оние градови у кои што нема прво мониторинг мрежа, нормално почнуваме од Штип, затоа што тука сме базирани и еве го инструментот може да се види позади нас. Значи вакви инструменти овозможуваат следење на квалитетот на воздухот во реално време, значи ги прибираат податоците, ги ставаат во база која што подоцна соодветно на потребите може да се користи. Тие податоци ќе бидат достапни, значи кога ќе се спреми софтвер, една и од главните идеи е да успееме малку поедноставно и поефикасно да се презентира квалитетот на воздухот на јавноста, поразбирливо, и тој софтвер што го спремаме, што ќе овозможи да ги гледа било кој на интернет, треба баш да ги подржи тие информации, значи луѓето јасно да знаат каков е квалитетот во моментот, но сето тоа да биде споредено со релевантните законски основи. Инаку друго за инструментот, да кажеме дека инструментот нели ги користи најреномираните сензори од Met-1, Соединетите Американски држави. У него има вградено соодветен компјутер за поддршка на прибирање на податоци кои што се трансферираат до наш сервер преку интернет и исто така обично станиците, не сите, оваа позади нас се опремени со метеоролошки сензори кои што овозможуваат да, бидејќи еден од главните фактори нели е и движењето на воздухот, брзината на движење, правецот на струење, така да температурата која што е во моментот, така да голем дел ќе бидат опремени со овакви метеоролошки сензори. Значи, овие инструменти се дадени на две локации, во рудникот Саса и во рудникот Бучим. Едната во Саса е поставена во индустријскиот круг, а другата позадинска, значи надвору најблиското населено место, тоа мислам дека се вика Аризанци, населба на селото Саса, а другата е во близина на рудникот Бучим поставена. За сега резултатите, тоа се рурални локации, резултатите се далеко под дозволените норми, значи што е и за очекување, бидејќи таму нема генерално процеси на согорување, него рудата се подготвува само примерната подготовка, веќе имаат современи системи на контрола, така да генерално резултатите се во рамки на дозволените, дури и пониски од колку што од било која урбана средина која што ја мериме у моментот.